Околу 3 години трае трансферот од конвенционално во органско производство на мед. Пчеларите велат дека постојат неколку предуслови кои треба да бидат исполнети за да може пчеларството да го има предзнакот органско. Да самиот восок биде произведен од пчелното семејство, значи не да се користи парафинска основа, односно парафински восок. За тоа е потребно отприлика 2 до 3 години кога самиот пчелар знае на кој начин треба да може да го извади тој восок и да може да го преработи. Потоа со дополнителна преработка се прават и основи кои со соодветна замена за 3 години веќе дозволува да пчелното семејство има нивни восок, а не восок со нафтени деривати, да кажеме на некој начин. Тоа е едното од главните предуслови. Како втор предуслов, поважен е и третирањето против болести во самото семејство. Има можности за третирање и против крлежи, и против ноземоза и други болести, например, кои се лечливи во однос на пчеларството, и за сите нив има соодветни методи и продукти кои го прават пчеларењето органско. Бенефитите од органското производство на мед се повеќестрани, како што се корисните придобивки за здравието, но од друга страна и за заштита на животната средина. Сите негативни препарати, продукти ги нема во тој мед, како што се можноста за имање на антибиотици, како што се можноста за имање на нафтени деривати, да кажеме, во самите пчелни семејства, кои што за човекот, например, се многу повеќе кратно штетни отколку самите антибиотици, например, што се за него лечливи во период кога му се препорачуваат на човекот. Значи, имаме една сигурност дека тој мед е повеќе кратно лековит за нас и добар за консумирање во однос на конвенционалниот. Ме радува дека и во задругата има се поголем број на луѓе кои можеби и не се преминале целосно на органско производство, меѓутоа пажливо, внимателно го слушат тоа пчеларење и се надевам дека и тие за некое време ќе може да преминат во органски пчелари. Инаку целта на органското производство на мед и други пчелни производи не е во количината, туку во нивната здравствена исправност. Се тежна е за производство на здравствено безбедна храна без присуство на резидуи. Органски произведениот мед по својот изглед, вкус и хранлива вредност не мора да се разликува од конвенционално произведениот, но во поглед на здравствената исправност постојат значителни и многу важни разлики. Органскиот начин на пчеларење инсистира на минимална интервенција на пчеларите и во прв ред ги има пчелните семејства и нивната витална улога во многу екосистеми. Како еден од предусловите за пристап на органското пчеларство се наведува изборот на раса на медоносна пчела.